Оливера Савеска, во последниве 17 години е само мајката на Марија. Многу често и ми се обраќаат како Марија, не ги мешаат имињата. Оливера Савеска е невработена жена која доброволно излезе од работа за да се посвети на најважната врска во животот и веќе мојата главна професија е мајка на Марија. Самата физичка попреченост, тоа значи многу голема физичка активност при буквално за секоја потреба, облекување, сооблекување, заби миење, лице миење, многу голем физички напор. Згоре на тоа, самата непристапност на теренот околу нас, со кој мора да се збориме како што се влезови излези од дом, од зграда, на улица, од тротари и така натака. Веќе сме досадни со напоменување на овие бариери со кои се соочуваме, меѓутоа сето тоа физички нас многу не троши. Понатака, самата состојба бара и физички вежби, дополнителна физичка активност и тоа е една жена со машки дух. Сакале не икеле, ја чуваме толку или не знам, вистинска жена би рекла, затоа што не можеме така да ги делиме работите на машки и женски. Една многу напорна секојдневие. За тоа индивидуално, некогаш ќе ми се понудат за помош, некогаш не, мислам на случајни минувачи, на соседи, на професори, на соученици. Некогаш излегува тоа што е внатре во луѓето, човечноста, да се помогне. Не можам да речам не, меѓутоа е многу мало. Различно е од понеделник до петок и викендите. Од понеделник до петок тоа се секојдневни обврски, станување, подготовки, да се среди Марија, да се облече, да се исчешла, да нешто што може сама, инсистирам сама, ама сето тоа, например, сама да се исчешла, морам чешело додам да го донесам и да го дадам во рака, па ја чекам да се исчешла, па да го вратам. После тоа средување се обврските околу учењето, пред училиште да се повтори нешто. И тука асистирам затоа што имаме проблем со визуализација, па морам да видам со незе да видам до каде. Потоа однова подготовки сега за училиште, друга гардероба, да се најде што сака да носи, веќе таа 17 годишна девојка и има свој избор, па не сакам ова донеси ми, однеси ми, ама сето тоа е во рамки на незината возраст и нормално е, не е тоа малпредирање никакво. Секој ден доцнеме, не секој ден, ама многу често доцнеме на часовите, затоа што за сето тоа спремање малку ме 1 час, а ако се спремаме подолго, па тогаш трпи учењето, потоа патуваме до училиште, јас ја возам. Во училиште, кога ќе завршат часовите, таму ја оставам, оваа година има образовен асистент, после часовите ја земам, се враќаме дома и потоа тато е дома, па сите тројца почнуваме од вечера заедничка, па како поминал денот на сите тројца од нас и на крај обично со некој филм. Училиштето намерно го одбравме затоа што беше делумно пристапно. Другиот дел што го доадаптиравме, борбата со институција е многу тешка. Затоа што таму колку и да се вработени лица кои сакаат да ни помогнат, сепак има некој шеф над нив, па има некои правила кои треба да се сменат. Сето тоа е решливо доколку има воља. Сето тоа им отвара работа потоа и зашто да си отворат работа кога не мораат. Ама потребата моја поголема од нивната инертност, па така да не беше лесна борбата, бирократија огромна, инертна бирократија ама упорноста на крај се исплати. Сега условите во кои учи се пристапни, освен превозот. Превозот градот што го нуди не ја одговара на Марија, не можеме да го користиме. По таа причина одиме со приватно возило кое не чини. Меѓутоа уште една и затоа ни предстои уште една борба сега да се збориме не само за нас, затоа што тој проблем се јавува низ целата држава. Општините не можат да им излезат во пресрет на децата затоа што правилникот не е направен во Министерството за образование така како што треба да ги задоволи потребите.
ама за едно-две деца никој не се нафаќа толкава борба. Значи, навистина е борба со институциите. Мојот сопруг често вели борба со ветерници и навистина е така, ама потребата е голема и мора да се води таа борба. Значи се тргнува тоа од потребата наша. А средината мора да се адаптира за да потоа имаме квалитетни од ученикот, од детето, од лицето. Горда сум што е таа едно воспитано дете со вредности. Ќе речам послушна, необично послушна за некоја 17 годишна девојче. Обично знаат да протестираат, да се бунат. Таа навистина е послушна и горда сум, упорна е, вредна е и веќе научи да не се споредува со децата, туку да се стави своја цел и да гледа да се ја постигне. Многу е зрела за возраста меѓусина. Тоа е најголемото прашање, најголемиот прашалник. Не само кај нас, туку мислам дека нема семејство што не е загрижено за иднината, затоа што кај нас навистина и сегашноста не е следена тек иднината. Сега некако почнаа да мрдаат работите, па некои заеднички домови се прават, мали групни домови, па се обидуваат нешто со тоа, иако знаеме дека не е тоа. И ова е почеток, не знаеме праксата што ќе донесе, поготово што е сама, нема ни браќа ни сестри, а државата е таква исполитизирана до максимум и освен политика се друго не стои на место. Секако ме загрижува. Сакам да се средат тие работи. Не е многу, навистина е прашање на волја и да се седне да се изработи тоа. Нема да речам да се прицрта нешто од запад, затоа што ние имаме наш менталитет. Треба тоа еден убав систем спрема нашите можности да се направи. Нема да биде природно ако нешто пренесеме тука од некоја развиена земја. Треба да се не да се размислува, туку веќе треба да се преземат мерки да се види што ќе се случува со тие лица во иднина. Секако вработувањето е тука на тие лица, зашто да не може само да работи доколку еве се образова, едуцирана е, да не се ставаат на страна заради нивниот хендикеп. И сега тоа повлекува повеќе средства, повлекува асистент. Ама тоа не е нерешливо. Не сум најмудра, има платени луѓе за тоа, кои треба и кои умеат да седнат, да размислат, да го направат планот па и да го реализираат, затоа што навистина залудно е се што сме постигнале до сега, доколку во иднина не знаеме дали ќе заработува сама, дали ќе се вработи, дали ќе има некој да ја згрижи, па ќе остане сама.